мене лично велосипедот беше како едно не само превозно средство, туку алатка за повторно да ја почувствувам таа слобода на движење и поврзаност со градот. Каде што бевме затворени едно подолго време во еден тесен простор и сето тоа чувство на клаустрофобија одеднаш ки исчезна кога се качев на велосипед и повторно имав секаква слобода да се движам каде сакам без никаков стрес, да бидам ујавен простор со други луѓе, без никаков страф дека ќе се заразам. Такво чувство ми даде и таква некоја слобода ми даде на мобилност и на чувство да можам сегде слободно да се движам. Една од предностите на користење велосипед за време на пандемија беше тоа што го избегнував или не бев изложен на толкав ризик од зараза, затоа што автобусите се полни со луѓе, иако носат маски, сепак си во близок контакт со нив. И од тој ризик, од таа можност да се заразиш, ја бев ослободен. Додека сум на велосипед, сум сам на чист воздух, на отворен воздух, отворен простор и го немаше тој ризик за зараза. Со велосипед побрзо се стига на работа, побрзо се стига на снимање во текот на денот, затоа што има многу гужва. Значи со кола ќе заглавиш, а со велосипед си многу мобилен, иако е малце поопасно. Иако има велосипедски патеки и се повеќе се прават, сепак голем дел од луѓето знаат кога имаат потреба да си застанат на велосипедска патека и ние како велосипедисти мора да влеземе у сообраќајот на моторните возила. Тука се крие некој ризик. На раскрсници мора многу да се пази затоа што пешачкиот премин не значи дека ќе мора моторното возило да ти застане, мора да се биде многу внимателен во Скопје. Секако дека велосипедот ми влијае многу позитивно за моето физичко здравје. Од еден аспект си цело време си на сонце вака преку лето. Убаво е витамин Д, чист воздух. Колку е чисто Скопје, тоа е релативно прашање. Ама сепак е физичка активност, така да во секој случај е позитивно и здраво. Треба сите да го практикуваат. Велосипедот го користам и за навечер и надвор од работното време, го користам и кога одам на некои културни манифестации, така да се надам дека и се повеќе млади ќе се одлучат на таков потек, дека Скопје ќе стане како што бил во минатото велоград и ќе дојдеме до некој ниво на некои од поголемите европски велометрополи, како не знам Копенхаген или Амстердам, Роттердам и така.